Да, почнуваме со дебатниот дел. Господине Зафировски, добродојавте во студио 10. Како што кажавме во најавата, вие сте поранешен председател на Комисијата за борба против корупцијата, но исто така сте и поранешен началник во секторот за внатрешна контрола на МВР. Имате познавање од оваа материја за која ќе зборуваме, а тоа е она што најмногу ја бранува јавноста за нешто што не прекинува да предизвикува реакции, бидејќи буквално ги засега сите граѓани во државата. Тоа се издавањето на патни исправи, на пасоши, на лични карти, на возачки дозволи, бидејќи се стана проблем. Еве вака како еден генерален вовед во разговорот, како гледате на овој процес? Зошто дојдовме до ваков проблем сега? Најнапред добар ден вам и на вашите гледачи. Република Македонија се најде во една ваква незавидна позиција во која јас не би рекол дека е хаос настанат во поглед на издавањето и замената на патните исправи, туку би рекол дека станува збор за една општествена хаварија, затоа што тука буквално киксна целиот систем во државата. Државата е таја која мора да ги обезбеди и да ги овозможи сите претпоставки за непречено вадење на патни исправи, на лични документи, на непречено движење на граѓаните преку граница, од граница во земјава и така натаму и така натаму. Сето тоа денес ни е оневозможено. Мислам дека нема нешто што не е кажано во изминативе денови, бидејќи ова е толку актуелна тема што ги засега сите граѓани и без малку сите информативни емисии, сите дебатни емисии се однесуваат на овој проблем. Проблемот го има креирано власта. Значи, оние кои се на власт се должни да предвидат и динамика, да предвидат и активности кои ќе обезбедат лични документи за сите граѓани. Навремено да се обезбедат и да се поседуваат истите. Тука Министерството за внатрешни работи киксна и владата киксна, така што затоа велам ова е една општествена хаварија во која оштетени се граѓаните. Се кршат нивните слободи и права и им се нанесува материјална штета. Мојот пасош, кој е актуелен се уште, е изваден 2020 година во јули месец и има важност до јули 2030 година. Меѓутоа, сега јас треба да го сменам. Немам нов. И се прашувам, зошто 2020 година не ми е даден образец со Република Северна Македонија. Простете, тоа е обврска на Министерството за внатрешни работи. Министерот за внатрешни работи е тој што ги менаџира работите во Министерството, во оној дел кој се однесува на правата и слободите на граѓаните. Полицијата е друга работа. Министерот е тој што треба да го организира ова. Во рамките на Министерството постои сектор за стратешко планирање и развој на полицијата. И тие требале во својот документ кој се изготвува за 3 години да ги предвидат овие активности. Затоа што треба да ги следат законите, треба да следат измените во нив и соодветно да ги креираат политиките на Министерството. Очигледно дека ниту министерот, ниту тој сектор за стратешко планирање не обрнале внимание на овој проблем. И сега се наоѓаме во една незавидна ситуација во која единствено решение гледам во носењето на закон сличен како оној што го одложи, што ја одложи замената на возачките дозволи и сообраќајните дозволи. Ќе разговараме за поединости, но еве кога веќе го спомнавте тоа, за власта вели дека тоа во однос на пасошите не е можно поради обврските предвидени со Преспанскиот договор, кој е меѓународен договор, донесен под покровителство и на Обединетите нации, и вели и премиерот Тала Џафери се изјасни околу тоа
пред некој ден рече да не се залажуваат граѓаните, дека тоа е можно, за пасошите вели е невозможно да се смени За начин. пасошите е можно, затоа што пасошите се прашање на Република Македонија. Не се прашање на Република Грција, не се прашање на никој друг, туку на Република Македонија. Во Преспанскиот договор постои една клаузула која дава одреден период на усогласување. Зошто никој од власта не се обиде да разговара со грците и да им ги објасни работите како стојат во дадениот момент? Последната информација што јас ја имам, тоа е дека се нарачани 400.000 патни исправи со новото име, а всушност вчера се дојдени само 20.000 патни исправи. Да, така како што беше кажано, тие се претежно за Така итни, за овие итни закажувања за итните и така закажувања и така натаму. Така што не може никој друг да биде одговорен освен власта. Во однос на тоа, на нарачувањето, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски во телевизиско гостување вели вака: веднаш по случувањето на Преспанскиот договор се нарачани 1.986.200 пасоши и вели дека динамиката на испораката беше договорена врз основа на она што беше потребно. Магазин за складирање да се печатат одреден временски период и врз основа на тоа фирмата ги испорачуваше. Значи, според министерот Спасовски, тој така тврди дека се порачани пасошите, но дека динамиката на испорака е таа. Но еве и да е така, Значи, сега е 2024 година, изминате рокот на важноста на пасошите според законот кој ние сами сме го донеле, и еве фирмата се уште ги нема испорачано тие пасоши. Еве и да е така. Тоа е тоа. Тоа го велам. Динамиката се договара однапред. Во тендерската документација кога се објавува тендер, мора да се дефинира и динамиката на испорака. И таа динамика треба да биде така планирана да може до 24-та да се овозможи сите граѓани да си ја заменат својата патна исправа. Нашиот проблем овдека колкав е, 2 пати поголем е проблемот на македонските граѓани кои живеат и работат во странство. Тие се доведени во исклучително тешка, незавидна состојба. Имате по неколку базни станици во дипломатските и конзуларните представништва на Република Македонија низ странските држави и треба да се направи замена таму. Тоа е невозможно. Треба да закажете, треба да се закаже, треба да се добие термин, па да се чека да се изработи патната исправа и така натаму. Значи, проблемот е сериозен и затоа велам, ова е општествена хаварија. А повеќе граѓаните се понижени. Како што се понижени и со оваа постапка за лепење на лепниците со МКД. Зошто јас да губам време да одам во станицата за технички преглед заедно со возилото, заедно со сообраќајната, па таму некој да ја лепи на лепницата пред камера. Па кога пред 3 години беше кога заминував за Грција, на граница ми дадоа налепници, јас сам ги лепев на возилото. Никаков проблем, значи многу банална работа и сега ги малтретираат граѓаните да мора да палам возило, да одам во станица за технички преглед за некој да ми залепи налепница. Мислам, тоа се небулози кои апсолутно не држат вода и се условно сега кога се гледаат од еден неутрален аспект, излегува дека некој си поигрува со трпението на граѓаните. А настрана што самите налепници, како што видовме, се еден ужасен квалитет, буквално како деца да ги правеле онака сами во училиште. Значи, јас навистина очекував дека ќе бидат некакви стандардизирани налепници кои стандардизирани налепници беа оние што ни ги даваа на граница пред 3 години. Да. Тие беа во ред. Да. Се сеќавам кога ја ставев фина налепница и минува миење, минува, не знам, се останува, не менува боја. Овие сега што се? Тие се како... Да.
Како што налепници, да. Како да ги правеле деца во училиште, да. Да. Добро да се вратиме уште еднаш на важни се датумите, ова што го спомнавте вие, бидејќи сите сме буквално во иста ситуација, сите во тој период од склучувањето на Преспанскиот договор до денес сме извадиле и пасоши, и лични карти, и возачки, некои сообраќајни и така натаму. Клучно прашање е ова. На страна на тоа што владени представници има неколку изјави во кои тврдеа дека нема да има потреба да се менуваат личните документи. И тоа е документирано, изјави се дадени од владени говорници. Бошњаковски на времето потпарол беше на председателот на државата. Да. Има и други изјави така. Да, има и други такви изјави кои тврдеа во ред, еве, тоа ќе го ставиме на страна. Знаела владата дека мора да се смени, донеле закони, за законот за возачки, за безбедност во сообраќајот е сменет 2021-та, знаеле дека мора. Зошто на документите се ставани датуми после 12.2.2024? Тоа е клучното прашање. Ако вие како држава знаете дека пасошот после 12.2.2024 вие не валиден, зошто сте ставале датум 2030? Така е. Во судската психијатрија, на времето на факултет кога учевме, се велеше дека нормален човек е оној што може да се ориентира во времето, во просторот и што може да ги предвиди последиците од своето однесување. Излегува дека цела влада може би била ориентирана во време и простор, но не била свесна за последиците од нивното однесување. Ја еве ги последиците. 650.000 граѓани во Република Македонија, кои живеат тука на ова подрачје, немаат патни исправи. Колкав е бројот на оние што имаат проблем со личните карти, со возачките дозволи, тоа е друга приказна. Сакам да кажам дека они покрај тоа што знаеле, не сум сигурен дали биле свесни за последиците што ќе се предизвикаат и за хаосот што го направија воопшто. Ако биле свесни, а го направиле намерно, за тоа треба дефинитивно да одговарат. А и ако не биле свесни, а ни се случува ова, и за тоа се одговара. Затоа што тој е на позиција каде што мора да ги предвиди сите последици кои можат да произлезат од нивното такво однесување. Нема да ми замерите. Ако се вратам малце на пасошите, Да, секако. 214 пасоши се издадени на белосветски криминалци. Таа приказна не е завршена. Осудени се неколкумина што фотографираат. Тие не се во состојба да ја изведат таа операција самостојно, верувајте ми. Затоа што системот на издавање на патни исправи е со софтверско решение кое настојува да ги елиминира грешките. Без лична карта возрасен човек не може да извади патна исправа. Биометриските податоци кои се на личната карта мора да се совпаѓаат со оние кои ги дава лицето при фотографирањето, за да може системот да го прифати и потаму да се издади лична карта. Да се издади патна исправа. Ако нема совпаѓање на биометриските податоци од личната карта и од биометриските податоци кои се даваат при вадење на патна исправа, системот го исфрла лицето и не може тој да добие патна исправа. Сакам да кажам дека ниту јавното обвинителство, ниту судот не го постави прашањето за колку пари се издавани тие пасоши. На едно судење во Белград, на Беливук, групата кога ја судеа, еден имаше изјава дека за 30.000 евра се добива веднаш македонски пасош. Преку човек посочи на кого. Тоа беше на судско сведочење. И нашето јавно обвинителство со прст не мрдна да провери што е тоа вистина од тоа. Замислете, минималната цена ако е 30.000 евра, по 214 пасоши, колку пари се тоа. Сакам да кажам дека
Пасошите излегоја бомбона бизнис. И ова сега што се случува, ми се чини дека во позадина има некаква игра, меѓутоа штетата е по граѓаните. Еве, например, во однос на некаква игра имаме и друга страна на приказната. Например, вице-премиерот Бетики, баш тука од студиот 10 на телевизија 24, вели дека застојот со вадењето пасоши е инструиран од ВМРО ДПМН со лажни закажувања што предизвикало система да падне. За нивниот министер подоста, нели како магично да го реши проблемот со 50.000 фиктивни јавувања. Значи, Битики на некој начин обвинува дека застојот е дека системот намерно се блокирал. За потоа Тошковски како да поентира. Што, можат да кажуваат што сакаат, меѓутоа нема вистина во тоа. Дефинитивно. Сите граѓани сакаат да си на време извадат и да направат замена на патните исправи. Без разлика тоа што се фрлаат во непотребен трошок. Меѓутоа, 50.000 граѓани, ајде да мобилизира некој туку така, да се јавуваат во кол-центарот и да закажуваат. Тоа е невозможна операција. Искрено ви кажувам дека таа работа не ја бидува. Таа работа не држи вода. Можат да измислуваат какви сакаат приказки, меѓутоа одговорноста е во власта. Одговорноста е во власта. Не може некој да ми издаде во 2020 година да ми издаде пасош со име Република Македонија, да ми каже дека важи до 2030 година, а сега јас 24 да морам да го менувам. Зошто? И повторно да платите. И повторно да платам, нормално. Има уште едно обвинување, вели дека имало паралелен список на фотографирање, дека работеле после работно време оние кои фотографираат, па директно го обвинуваат и лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицкоси, дека еден од тие што се фотографирал преку ред. А вели Битики, јас се, не знам, пред 30 на дена се фотографирал и си го чекам, вика, редовно пасошно. Јас не знам дали има воопшто таква можност. Секое прекувремено ангажирање мора да се евидентира, мора да се најави, мора да се одобри. А и системот секоја вечер по завршување на работното време се исклучува. А наутро кога се почнува со работа, се рестартира. Така што овие приказки не држат вода. Да, добро, ајде малку да поразговараме за МВР како институција, како што кажав, вие бевте и началник на секторот за внатрешна контрола. Сега, последната афера таму баш спаѓа во тој домен, тоа е со еден вработен во МВР кој е ангажиран и во обезбедувањето на Христијан Мицкоски, беше вмешан пред некој ден во еден инцидент во ноќен клуб, каде според МВР тој нападнал друг полицаец кој бил на должност, кој сакал да влезе во клубот во склоп на акција за борба против наркотици. Од партијата кажа дека тој е отстранет од работното место, тоа го кажа и министрот Тошковски, но сепак упатува повторно на една, ајде да речеме, на една состојба непосакувана која обстојува во редовите на МВР. Тој инцидент си има своја разрешница. Внатрешна контрола е вклучена во приказната, напаѓачот е суспендиран од работа и не треба соопштение од партијата. Потребно е Министерството за внатрешни работи, бидејќи тој е нивни вработен, да си превземи мерки и да ја информира јавноста што е направено по тоа прашање. Јас колку што знам дека ќе следи и некаква пријава, каква ќе видиме, дали кривично, дали прекршочно, меѓутоа редот е тој. И тука не гледам никаков проблем и некаков сензационализам во таа приказна. Политичките партии видно што го искористија, веднаш излезе сама кажа еве МВР, ВМРО се враќа повторно начелу дирајки на оние состојби порано кои беа, Министерот е од ВМРО, така? Да.
го суспендираа работникот, да. Внатрешна контрола е вклучена, ќе се истражи. Целиот случај ќе се поднеси соодветна пријава. И тука е завршена работата. Нема ништо спектакуларно во тоа. Така што јас не гледам никаков проблем и никаква политичка позадина во седа таа работа. Да, тоа не доведува до прашањето за она што сакаме да зборуваме, тоа е професионализмот во МВР или состојбата на МВР, каква е не само на полицијата, туку на целата структура там. Јас сум веќе 14-та година надвор од Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, следам што се случува, знам во каква состојба и како го оставивме Министерството за внатрешни работи. Имено, последната моја должност во Министерството за внатрешни работи беше помошник директор за стратешко планирање и развој на полицијата. Всушност, тоа беше секторот кој го водеше процесот на реформи во полицијата. Во 2003 година, со техничка помош од Европската комисија, направивме една анализа, функционална анализа на Министерството за внатрешни работи. Ги констатиравме сите слабости и во организацијата, и во кадровските решенија, и изготвивме стратегија за реформи во полицијата. Таа стратегија, откако ја изготвивме, беше испратена во Брисел на анализа. Откако ги помина сите филтри во Брисел, се врати назад и владата на Република Македонија ја усвои како стратегија за реформи во полицијата, која ќе овозможи да се реорганизира Министерството за внатрешни работи и полицијата, да се направи исчекор во приближување на европските практики, на најдобрите европски практики во Република Македонија. Тој процес го започнавме. Направивме една реорганизација, беа 12 сектори за внатрешни работи, ги сведовме на 8. Направивме една целосна реорганизација на службите која се темелеше на неколку столбови. Прво, на она што значи територијална надлежност, рековме дека ќе бидат секторите за внатрешни работи со криминалистичка полиција во нив, потоа регионалните центри за гранични работи и оние служби кои не можат да бидат развивани во рамките на секој сектор, ги оставивме во Министерството за внатрешни работи како централни полициски служби, каде што се наоѓаше хеликоптерското одделение, специјалните единици, единицата за брзо распоредување и така натаму организиран криминал. Тие имаа надлежност на цела територија на Република Македонија и тие се вклучуваа тогаш кога секторите за внатрешни работи со своите ресурси не можеа да ги завршат тие работи на своето подрачје. Тогаш, со едно јавување требаше да се овозможи помош од централните полициски служби. Додека Министерството за внатрешни работи да си биде како едно политичко тело кое треба да обезбедува услови за непречено функционирање на полицијата. Значи, политичко тело кое нема врска со полицијата. Буквално менаџмент. Менаџмент, Да. токму така. А полицијата пак да се организира на 3 нивоа. Стратешко рамниште, каде што ќе биде бирото за јавна безбедност со неколку сектори и со многу мал број луѓе. Потоа, оперативните служби и долу извршните служби. При тоа немаше мешање, така беше дефинирано сето тоа, да нема мешање на стратешките функции во оперативните и на оперативните функции во извршните. Не, јасно поделени надлежности. Тоа овозможуваше да имаме многу помал број на поглавици, а многу поголем број на индијанци на терен. На работници. На работници,
кои ќе бидат на терен, кои ќе комуницираат со граѓаните. Планиравме да ја вратиме позорната служба назад. Планиравме нови возила, кои едно возило ќе значи работно место за тројца полициски службеници во една смена. Така што сите тие работи ги интегриравме во таа стратегија. Предпоставувам една од поентите е тие служби кои не се дел од МВР за кои зборуваме, полицијата, значи, да биде професионална. Да биде апсолутно професионална и тука предвидовме стандарди и за теоретското знаење и за физичката подготвеност. Предвидувавме секоја година да се прави тестирање на полицајците во поглед на нивната стручност, на нивното знаење и проверка на нивната физичка подготвеност. Меѓутоа, сето тоа пропадна во вода. Пропадна во вода идејата за психолошка поддршка на полициските службеници во одредени ситуации кои се стресни, да кажеме, примена на присилба, примена на смртна сила и така натаму. Ништо од тоа. Кога така и оставивме, така го оставив Министерството за внатрешни работи. Меѓутоа, денес гледам дека во поглед на организацијата се е вратено како пред 2003 година. Повторно, секторите за внатрешни работи си се вратени секој на своето 11-12 колку ги имаат. Сите служби, централните полициски служби веќе ги тргна, не постојат. Се е вратено по секторите и она што е најстрашно, на раководни места се ставени луѓе или со несоодветно образование, или луѓе кои не ги исполнуваат оние пропишани стандарди за работно искуство. На одредено место, за да бидете началник на сектор, треба барем 10 години да имате работно искуство во област. Овдека се ставени буквално партиски поленчиња кои се со 5-6 години работно искуство во Министерството за внатрешни работи, а во суштина имаат завршено некои чудни високи школи по разни приватни универзитети, каде што дипломите се добиваат, ајде да не кажам се купуваат, туку ќе кажам на сомнителен начин. Дискутабилно. Дискутабилно. Таму во МВР, значи, најголема реформа што е направена во последните години, тоа е она со реформирањето на УБК, со формирањето на ОТ и на АНБ. Нешто што е највидливо, ајде да кажеме, и што е најразлично. Дали сериозно сметате дека тоа е реформа? Сериозно ме прашувам. Па добро направена е според, значи, според што е направена? Според препораките тогаш на Европската унија, на сето тоа што... Не, во грешка сте. Направени се две служби, ОТА, направена е буквално на брзина. Формирана е работна група, формирана е некаква работна група која е викната во петокот и им е кажано: еве ви, ова е моделот кој треба да го реализирате, до понеделник да излезете со материјал. Така е направена ОТА. АНБ, значи УБК, по закон требаше сите што од УБК треба да поминат на работа во Агенцијата за национална безбедност, да поминат тест за интегритет и да поминат полиграфско тестирање. Тоа не е сторено. Луѓето се примени по основ на, ајде да не кажам партиска припадност, туку по основ на симпатија. Овој ми е симпатичен, може да дојде, оној не ми е симпатичен. Значи, не се испочитувани стандардите за проверка на квалитетот на кадрите кои ќе влезат во АНБ. Тоа не е реформа, да се разбереме. Јас предупредував уште на времето дека ако се оди на полиграфско тестирање, колку луѓе има во МВР, во УБК, тогаш толку различни прашалници треба да се направат за секого од нив. Затоа што не можете мене и вас да ве тестираат со исти прашања. Делокругот на мојата работа и делокругот на вашата работа
е сосема различен. Значи, треба да се индивидуализираат прашањата, тие тестови, па дури потоа да се оди на таа опција. Не. Власта избрза и беше многу значајно да прикажи некаква реформа и ги прескокна клучните одредби од Законот за Агенцијата за национална безбедност. За мене, простете, тоа не е реформа. Реформа ќе биде тогаш кога сите ќе се подвргнат на полиграфско тестирање, сите ќе полагаат тест за интегритет и одново да се преиспитаат нивните ангажмани. Добро, вака е во поглед на оваа тема како еден заклучок. Сега, каде што сме, што може сега да се направи да се реформира МВР професионално? Еве, доколку сакаме. Што би можело сега да се направи? Пред да ви кажам што мислам во поглед на тоа што би требало да се направи, сакам да кажам уште две работи. Клучниот проблем кој доведе до ова е укинувањето на средното полициско училиште. Клучниот проблем е во тоа што многу малку луѓе од Министерството за внатрешни работи пишуваат трудови за полициското работење, затоа што лесно е да бидете професор по математика или физика, имате милион учебници, милион помагала. Меѓутоа, полициската работа не се учи од учебници. Теоретски. Мора она што како практично знаење, како практично искуство го поседуваме да се стави на хартија и да се даде да се чита. Најнапред немаме луѓе кои пишуваат и немаме луѓе кои читаат. Полициските службеници може да ги видите на улица како изгледаат. Добар дел од нив тетовирани, неуредни, неиспеглани, развлечени и така натаму и така натаму. Значи една слика која многу кажува дека какво ни е општеството, таква ни е и полицијата. Неорганизирана и така натаму. Што е тоа што треба да се направи? Под еден, мора под итно да се врати средното полициско училиште, дали со 2, дали со 4 години, се едно, меѓутоа да се овозможи простор во кој ќе се моделира полицискиот службеник како личност која си има своја ментална матрица, полициска ментална матрица, во однос на комуникацијата со граѓаните, во однос на извршувањето на задачите, натаму да му се даде простор од 2 години најмалку во кој ќе ги проучува правилата, прописите кои ја уредуваат полициската работа. Затоа што полициската работа е огромна. Имате јавен ред и мир, имате граница, имате сообраќај, натаму расветлувањето на кривичните дела не може да течи без знаење на криминалистичка техника, без знаење на криминалистичка тактика, без знаење на криминалистичка оператива. Се тоа предмети кои се изучуваа во средното полициско училиште. Сега не ги учат. Во она време тие предмети ги предаваа искусни полициски службеници. Меѓутоа, кога велам искусни, не само искусни по минат труд, туку искусни во поглед и на личното образование и на нивното педагошко искуство. Оние кои влегуваа без педагошко искуство, ги праќавме на педагошки факултет да полагаат методика, дидактика и така натаму и така натаму. Значи да ги полагаат оние предмети каде што ќе се остручат своето знаење да го пренесат на младите генерации. Прво е тоа. Поразлично од полицајецот курс, нели? Дефинитивно. Тоа е едната работа и втората работа е владата да ја препрочита стратегијата за реформи во полицијата и да направи целосна реорганизација во Министерството за внатрешни работи во поглед и на поставеноста, во поглед на одвоеноста на политиката од полицијата. Не може министер за внатрешни работи да излегува на пресконференција да зборува за полициски работи. Има директор кој ја води таа служба. Министерот не е за тоа.
Значи, комплетно да се издвои политиката од полициската работа и да се воведат стандарди. И за стручност, и за физичка подготовка, и да се воспостави еден ред како се прима, како се врши селекција за прием во полицијата. Денес имате ситуација во која ако полициски службеник треба да извади сертификат за пристап до класифицирани информации, лично тој треба да однесе и да приложи од судот дека не е осудуван, од судот дека не му е изречена заштитна мерка забрана за бавење со одредена дејност и она што е најчудно, да приложи документ со кој ќе потврди дека е деловно способен. А работи во полиција. А работи во полиција. Ова значи дека во полиција имате луѓе кои се судени, луѓе кои се со заштитна мерка забрана за вршење на дејност и имате луѓе кои се деловно неспособни. Тоа е заклучокот. Мене ми се добре многу господина Зафировски, например, кога ги гледам на оние значи американски вести, кога гледам кога кај нив излегува полицијата со став дека тоа секогаш излегуваат униформирани полициски службеници, нивните капетани таму што е веројатно панда на наш началник, излегуваат, тие ги изнесуваат информациите, тие кои оперативно учествуваат во акциите, тие изнесуваат, тие одговараат на новинарски прашања. Така е. Тој беше и планот. Значи, со стратегијата за реформи во полицијата, тој дел на комуникација со јавноста, јасно го подвоивме. Секој сектор за внатрешни работи да си има свој портпарол, униформа за секој настан, за секое случување, да каже што има, тој да ја информира јавноста. Затоа што тој е најупатен. Не може министерот да биде поупатен од него, затоа што тој е тука. Тој е на лице место, ја гледа ситуацијата. И тие се тие кои треба да комуницираат со јавноста. И секогаш тие се достапни 24 часа, 7 дена во неделата, мораат да бидат достапни за медиумите. Мораат да бидат достапни. А не да се молчи, да се крие нешто. Не знам што. Меѓутоа, факт е, но за одредени настани, и сами сте сведоци, медиум сте, гледате дека многу често се случува Министерството да молчи, да не излегува со информација. Добро, сега знаете како за волја на вистината, тоа е друго прашање, тоа од секогаш постоело, но во поглед на транспарентноста достапни се портпаролите на МВР, морам тоа да кажам, за да не биде забуна, кога ги бараме секогаш се достапни. Да преминеме на следната тема за крај, која е комплементарна, поврзана е со ова, тоа е борбата против корупцијата. Неодамна имавме смена на антикорупцијската комисија, заврши мандатот на Билјана Ивановски, целиот состав. Имаме сега нова председателка Татјана Димитровска. Самата завршна пресконференција која ја одржа Ивановска, таа кажа, имавме 50-на, ајде да речеме, пријави до обвинителството во однос на разни предмети за време на мандатот на антикорупцијската комисија, не е постапено ниту по една. Да. Значи, обвинителството вели не постапи ниту по една преставка од комисијата. Ова јасно што говори... Навистина, не знам... Многу пати сум кажал дека јавното обвинителство е најинертната институција во државата. Најинертната институција во државата. Тоа мене ми дава за право да верувам дека извршната власт го има јавното обвинителство во своји раце. И од тој заклучок не може никој да ме оттргне. И тоа не е случај само сега. Тоа е наназад, со децении. Со децении тоа се случува. Во времето кога јас ја водев Државната комисија за спречување на корупцијата, имавме за една година негде околу 30 иницијативи за поведување на кривична постапка. Исто така, ниту една не се отвори и не доби своја разрешница. А интересно е што сите тие пријави и тогаш, а и сега, се темелат на факти и докази кои комисијата ги добива од Државниот завод за ревизија.
Значи, после извршена ревизија, каде што државниот ревизор констатира недостатоци, недоследности, каде што констатира корупција, каде што констатира криминал, врз основа на една таква иницијатива со докази, со се, јавното обвинителство не покренува ништо. Едноставно ги отфрла тие наши иницијативи и као да не се од тука, као да не се од оваа планета, као да не се од оваа држава. Мора да еднаш се расчисти таа позиција на јавното обвинителство. Мора да се ослободи од прангите на политиката. Како тоа ќе се направи, не знам, меѓутоа, додека не се направи јасна дистинкција помеѓу судската власт, извршната власт и законодавната власт, ние ќе имаме една ваква состојба и просторот за корупција ќе ни биде оставен со ширум отворени врати. Тоа не се прави затоа што нема политичка волја. И пак ќе повторам, отсуствува политичка волја не само сега. Со децении наназад отсуствува таа политичка волја. Мене, знаете како ми изгледа, господине Зафировски, во поглед на антикорупцијската комисија, дека таа сега политичарите ја користат само како пандан, дека таа дури им користи сега на политичарите, оди во нивен прилог на тие кои сака да ја скријат корупцијата, се разбира, бидејќи кога ќе ги прашаме некогаш често за нешто, велат, па да, предадено е тоа во антикорупцијската комисија и тука завршува се, како ние направивме, ете, предадено е антикорупцијска, а знаа дека во антикорупцијската ништо нема да се случи со тоа. Значи сега излегува дека антикорупцијската комисија всушност служи за зацкривање на корупцијата на некој начин, за жал. Не дека тие го прават тоа намерно, туку политичарите ја користат позицијата на антикорупцијската која нема никакви овластувања, нема мок, ништо да реши, едноставно ќе ја префрла таму топката и толку. Лично И во прашање се доведува смислата на постоење на самата антикорупцијска комисија. Тоа таму мора нешто се смени. Антикорупцијската комисија е конституирана врз основа на одлука на Обединетите нации, каде што ги задолжува земјите да формираат своји капацитети кои ќе се борат против корупцијата, и државата треба да им обезбеди и кадар, да им обезбеди и средства, да им обезбеди висок степен на независност, за да можат да ги остваруваат тие функции. Кај нас тоа не е така. Ниту се дава буџет за да можат да работат, да спроведуваат истражување и да подлабоко влегуваат во корупцијските скандали. Оневозможено им е. Кадровски исто така се во лоша состојба, затоа што службите кои се поддршка на комисијата се малубројни и не се стигнува сите предмети да се следат, да се види кој е до каде е. Ова што велите дека политичарите сега ги користат нив за да си ги исперат рацете, држи вода, има вистина во тоа, меѓутоа само една работа мислам дека недостига кај и досегашната комисија и новата, а тоа е транспарентноста. Најголемата поддршка на антикорупцијската комисија мора да бидат граѓаните. А граѓаните ќе бидат поддршка ако се излегува транспарентно. Во она време еднаш месечно, најмалку еднаш месечно, држевме пресконференции и кажувавме против кого се имаме покренато некаква постапка. За на крај, заради тоа да некој биде и разрешен од таа комисија, ама не е битно. Сакам да кажам, транспарентноста на оваа комисија, тоа е порака за новиот состав, ќе им биде силна алатка во борбата против корупцијата. Затоа што само на тој начин можат да ги добијат граѓаните на своја страна. Иначе, ако останат онака нетранспарентни, ќе бидат алатка за перење на раците на политичките структури во државата.
Да, добро. Еве со оваа препорака да го завршиме и интервјута. Господине Зафировски, ви благодарам за ова гостување. Ми беше задоволство во секој случај. Благодарам. Со ова го завршуваме и првиот дел.